Двајца повредени од пожарот во Кочани ќе одат на рехабилитација во Црна Гора. За двајца пак има понуда од Франција да бидат прифатени во специјализиран центар за подолготраен третман. А веќе четврта недела од трагедијата. 1/3 од повредените се уште се на лекување. 55 од нив се хоспитализирани надвор од државата, а 10 во македонските болници и клиники. Тројца и понатаму се критични, како што информираат од Министерството за здравство. Нема промена во нивната состојба. За повеќегодишниот процес на опоравување кај дел од нив, здравствени работници од Скопје, Кочани и Штип ќе бидат едуцирани од британски експерти. Мора да имаме обучени здравствени работници, не само доктори, туку и персонал кој што ќе знае да ги негува овие пациенти, бидејќи има станува збор за пациенти со трансплантирана кожа на која што често пати можат да се јават лесно инфекции, тои инфекции ќе мораме да бидеме спремни да ги третираме. Исто така, овие пациенти не смеат така едноставно да бидат изложени на сончеви зраци. Во извесен временски период ќе треба да избегнуваат, да знаат да се заштитат од сето тоа и за сето тоа треба обука и на персоналот, но и на оние кои што треба да бидат третирани. Еден од повредените кој беше на лекување во Бугарија денеска се враќа во земјата, кој според протоколите ќе биде задражан 24 часа на скопските клиники. Сега се наоѓаме во фаза кога се уште ни е приоритет да оние кои што и понатаму имаат проблеми со автономно дишење и автономно функционирање, односно кои што се на респиратор, да се извлечат, за да поминеме со сите луѓе, односно сите пациенти во една фаза на сериозна рехабилитација. Во пожарот во Кочани животот го загубија 61 лице, а околу 200 беа повредени. Најголем број од нив беа пратени на лекување надвор од државата. Сања Димитровска, Сител телевизија.